Започна откупот на околу 1,5 милиони килограми вишок на тутун. Министерот за земјоделство Аријанит Хоџа истакна дека ќе се откупи целиот вишок на тутун, но не кажа која компанија колку вишок ќе откупи. Нагласи само дека поголемиот дел ќе го откупил државниот тутунски комбинат Прилеп. За целата ситуација ги обвини тутунарите кои што штрайкувале и порача да не се произведува надвор договорите. Да немаше протести за пирање на откуп, немаше да има потреба за вакви дополнителни нарушувања на целиот процес и при тоа сега да се размисли за вакви инцидентни чекори што нормално нарушуваат цел процес. Реално, ако сите се придржуваат на договорите, а тоа е мојот апел до сите и ќе биде постојано низ цела година, нема да има проблем ни со цена, ни со откуп, ни со вакви ситуации што се занимаваат цела година. Од ново формираните тутунски здруженија пак демантираа дека поради протестите тутунот не се откупил, затоа што и додека имало штрајкови пунктовите си работеле. Обвинија дека на тутунарите никој не им кажува каде да се пријавуваат за да однесат вишок на тутун. Тутуно не остана ради што ние штрајкувавме. Ние штрајкувавме и отколку течеше непречено. Ако на ова се вадат институциите дека ради штрајковите тутунот останат, е лага. Неорганизацијата на самите институции доведе до сето ова. Ваков, ќе повторам, катастрофален откуп во Република Македонија изминатите 30 години немало. Од Сојузот на земјоделски здруженија пак се задоволни од тоа што ќе се откупил целиот вишок. Моментално денеска ќе бидат отворени 14 пунктови, а очекуваме од утре да отворат и останатите компании, што значи дека бројката ќе биде зголемена до понеделник и мислам дека до продолжениот законски рок ќе биде откупен сиот тутун. Тутунарите исто така побараа вишокот тутун да се откупува реално според класите, а не само колку да се земи. Обвинија и тоа дека на тутунарите се уште не им се дадени картони за пакување на овој тутун.